За 10 дена треба да завршат градичните активности во подрачното основно училиште Гоце Делчев во населеното место Седларци, финансирани преку проектот Заштита на животната средина во прекуграничниот регион Василево Струмјани за подобрување на енергетската ефикасност. Ова денеска по посетата на објектот го најави градоначалникот на општина Василево Ванчо Стојанов. Имено се работи за промена на кровната конструкција, за термофасада, која треба да има и изолација, поставување на систем за топловодно грејење, што ќе значи дека ќе имаме не само енергетски ефикасно училиште, туку ќе имаме и енергетски независно училиште, затоа што овој објект ќе добие и своји фотоволтаични панели за производство на струја, што значи самото училиште ќе произведува струја за своите потреби. Во летниот период, кога училиштето не работи, односно не функционира, овие фотоволтаични системи ќе се употребуваат за осветлување на игралиштето кое е во самиот школски двор. Директорката на Општинското основно училиште Гоце Делчев од Василево Емилија Котева вели дека се подготвени за почетокот на новата учебна година. Учебната година ќе започне нормално како и во сите подрачни училишта во понеделник на 4 септември. Постојат услови за изведување на настава, така да ги покануваме сите ученици да ја посетат, да почнат да посетуваат настава во понеделник. Во ова училиште има околу 16 ученици. Од местната заедница од Седларци велат дека успеале заедно со локалните власти да реализираат повеќе проекти. Така може да кажам, значи за едно кратко периодче од неколку месеци, нека и година, направивме неколку убави работи. Можеме да ги спомнам, значи главниот пат го завршивме, направивме едно убаво повеќенамensко игралиште, една убава прекрасна улица, па и така сега една убава реновација на школото. Градоначалникот Стојанов рече дека со завршувањето на овој објект се заокружува процесот на модернизација на училиштата во општина Василево. Средствата за проектот во висина од 2.600.000 денари се обезбедени од програмата за прекугранична соработка Интеррег ИПАД СБЦ Бугарија Македонија 2014-2020 година.